Председателските избори го паузираат тендерот за набавка на реагенси за испитување на крв. Се правда министерот за здравство Филипч, кој пак распишувањето на истиот го најави уште во декември лани. Ние правиме припреми, како што тоа го правевме, малце не успоруваат овие избори и тоа што не можеме сега да спроведеме одредени постапки. Филипче не се откажува од централизацијата на лаборатории, оти на тој начин се штеделе пари и уверува дека иако се доцни со распишувањето на новиот тендер, имало доволно реагенси во сите здравствени установи. Во сите институции има доволно реагенси, сите директори беа задолжени да ги обезбедат реагенсите за да непречено им функционираат институциите, односно лабораториите во рамките на институциите и целта е повторно да одиме кон централизација. Значено ќе се намалат трошоците, значено ќе рационализираме системот, непотребните трошоци ќе ги нема и ќе воведеме електронски систем за контрола на реагенсите кои што се трошат. Предходниот тендер кој беше распишан лани летото најде на проблеми, па Филипче го стопираш. По бурните реакции во јавноста, тој излезе со оправдување дека тендерот не бил прекинат под притисок, туку поради некомплетната документација на фирмата која доставила понуда. Истиот предизвика низа контроверзии, откако се обелудени дека само една фирма се јавила како понудувач, а како подизведувач компанија која била регистрирана 4 месеци пред распишување на тендерската постапка. По објавата на ваквите информации јавното обвинителство отвори предмет, но предистражната постапка тапка во место. Предистражната постапка се уште трае. Во овој случај се работи за обемен предмет, потребно е време за да се преземат неопходните действија во насока на расветлување на случајот и донесување на соодветна јавна обвинителска одлука за понатамошниот тек. По повеќе од половина година од отварање на предметот, јавното обвинителство се уште не стигнало до главната истрага.